Автомобилите не носат среќа, но барем возат до неа. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Рекордот конечно е постигнат. Во центарот на Скопје квадратен метар чини 3000 евра. Значи, ако сакате да купите стан од 100 квадрати, ќе треба да платите 300.000 евра. Вечерва во мојата емисија ќе разговараме на тема станови. Ова се моите гости и ќе почнеме со младиот господин. Каде живеете вие? Па јас живеам во строг центар на градот. Ако мојата зграда е овде, веднаш само 2 метри има друга зграда. Симпатично. И да ви кажам, кога комшивката готви, јас го отварам прозорецот бидејќи таа толку вкусно готви. Тие миризби кога ќе се рашират низ целата зграда, јас уживам во тие миризби, но Мусака, полнети пиперки. полнети пиперки, Браво, што се браво. не. Имам еден проблем, само Што? кога прави запрашка. Имам алергија на кромидот и тоа е тежок мирис, тогаш го затварам прозорецот. Инаку зидовите во Така. зградата се поприлично тенки, па секоја втора вечер ги слушам комшиите како водат љубов. Да ви кажам искрено, јас откако купив стан во центар, немам пуштено порнич на интернет. Блазе си, што друго да кажам? Убаво ја отворивме темата. Господје, дали вие живеете во центар? Да, и јас живеам во центар и јас и мажот ми имавме среќа да купиме стан за само 1800 евра квадрат. Джабе сте го нашли. Джабе го Браво. купивме, да, ама на кредит го земавме, ќе си го отплаќаме до пензија, али да ви кажам, вреди за секој денар. Многу е тивко у зградата, многу е убаво, многу е романтично, зја е зградата празна. Па затоа е тивко. Да, заради тоа е тивко. И да ви кажам, сите роднини и пријатели ни се љубоморни. Абе, од очи им се гледат дека љубоморат затоа што ние живееме у центар. Да, парла италијано? Не ве разбирам. Дали зборувате италијански, ве прашав? Не, господје. Епа, и ја не зборев до пред некое време, од кога се вселивме у станот на метро и пол од мојата зграда, Така? комшијата Лазе живее у соседната зграда и он учи онлайн италијански. така. И он ги отвара прозорите, си пушта онлайн италијански, он учи и ја Вие учи. учите. Сигурно И- сте талентирана за јазици. Да, да. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono italiano. О, прекрасно, Па, прекрасно. господјо, ви благодарам, секоја чест. Одиме со нашиот последен соговорник. Каде живеете вие? Добро вечер, јас живеам на повеќе локации, пошто имам повеќе станови. Инаку јас сум бизнисмен и купувам станови. Според мене многу е глупо да ги чуваш еврата у сеф. Добро е да ги вртиш. И затоа ја инвестирам. Пред едно 7 години купив 2 стана во центар, еден во Кисела Вода и еден во Грчка. Тогаш ги платив по 1000 евра квадратен метар. Денес чинат дупло повеќе, така што сега ако ги продадам, ќе чарам најмалце 250.000 евра. Браво, господин. Благодаря. Ова е човек од акција. Да. Секоја чест. Добро, што да ви кажам, последниот попис, направен 2021 година, покажа дека само во Скопје има 60.000 станови. Повторувам, 60.000 станови што се ненаселени, зјаат празни, од сабајле до вечер. Но и покрај сето тоа, и самите гледате дека во Скопје се гради на секое можно местенце. Извинете, ќе може да завршуваме со емисијава? Зошто? Па, вечерва е таа втората вечер, кај да е комшии веќе почнат да се пеглаат, не сакам акција. да го пропуштам нивниот најнов порнич. Добро, ви благодарам што бевте гости во мојата емисија. Се најубаво и пријатно. Почитувани Пријатно. гледачи, пријатно. Даниел, ги исклучи камерите? Исклучени се. Абе, да дојдам и јас кај тебе да го гледам порничето. Бе, дојди само земи винце, чипче, нешто да ужива. Ајде, одиме заедно. Пријатно, ми беше драго. Ајде, Пријатно. пријатно. Ајде. Одиме. Што викаш? Стенка. Добар ден, извинете, кратка анкета, дали може? Може.
изборите завршија, следува реконструкција на владата. Па да, сега на вас новинарите нема да ви биде досадно, ќе ви биде интересно. Неколку недели ќе нагаѓате кој ќе биде сменет, кој ќе остане, дали Влен ќе добие или не плюс еден министер и така до декември. Важно, ќе има занимација, вас нема да ви биде досадно, нас ќе не боли уво за тоа и тоа е тоа. Битно е нешто да се врти, за на крај да му фаќаме сеир на оној што ќе се натрти. Ви се молам, па ова е безобразно што го зборувате. Па не мислев ништо безобразно, сакав да кажам дека од оној кој ќе добие нога, сите ќе бегаат како да е баба рога. Добро, доста со римиве. Љубомир Фрчковски во една емисија го обвини поранешниот председател Пендаровски дека мешетари внатре во СДСМ. Не само Пендаровски, он ги обвини Спасовски и Шилегов дека сакаат да го сменат Венко. Ама тешко си на Венко ако љубо го брани. СДСМ е во рани и не можат да му помогнат ни 100 гениалци без мани. Значи, преку глава ми од твоиве рими, биди ми поздравени на нете видаму наредниве зими. Се размислува за нов клинички центар, во Оптек се 3 варијанти. Не се мачи, ќе биде. Оптимистка сте? Добре, се сменија 100 министри, се сменија 100 влади, се сменија 100 планови за нов клинички и јас сум оптимистка. Знаеш ли зошто? Зошто? Те зезав. Важно да сме живи и здрави. Оваа бајка е тралајка. Леле, пак рима, а? Моли што? Ништо ми тргна денеска нешто со римите. А направена е анкета на 1000 млади луѓе. 46% од испитаниците не веруваат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ. 35% веруваат дека е можно членство, но во некоја иднина, а само 6% веруваат дека нашата држава ќе стане членка на ЕУ во наредните 5 години. Да ти кажам, баш би сакала да упознаам некој од тие 6% што веруваат и да го истегнам за уши. Знаеш шо? Заборавете ЕУ, престанете да се дрогирате и да пиете алкохол. Ај, чао. Извинете, кратка анкета, дали може? Добар ден, може. Си купив нови чевли. 1300 денари. Многу се убави, морам да признам, со здраве да си ги носите. Фала, пубаво ги да си купиш. Вие нови чевли, Скопје нов градоначалник. Орце го исчисти градот, а? Секоја чест за дечкото, рече за 72 часа го исчисти градот, али мене уште поише ме радува тоа што он го чисти градов од некадарници, лопужи и арамија. Пази, со години примале плата, не иделе на работа. Нема да може. Знаеш, Орце е драчевец. И јас сум драчевец. А кај нас драчевци нема лабаво. Све има тоа да среди. И на клоци ако треба ќе ги дигне. Него да ве прашам дали знаете како се вика драчево на холандски? Не, немам поја. Ван град. Нели во Холандија све е со Ван? Да. Ван Гог, овие фудбалериве Марко Ван Бастен, Ван Перси, овој гитаристот Ван Хален. Значи, драчево на холандски Ван град. Да, добро, да се вратиме на чистењето на Скопје. Нели тоа ви личеше малку како добро изрежирана владина кампања, а? Не. Мислам, на вас луѓето не може да ви се угоди. Каква кампања? Зашто све гледате заговор? Дечково рече, доаѓам за 72 часа и ќе го исчистам градот. Каков беше градов пред да дојде он? Прљавштини, и тоа траеше со месеци траеше. Дојде човеков го исчисти. Зошто сега го исчистил? Имало сценарио. Градот требал да биде многу прљав и он кој ќе дојде да го исчисти и сите да му аплодират и да викат браво Орце. Мислам, глупа теза. А ако не го исчистеше? Зошто не го исчистил? Така што тоа со чистењето е завршена приказна, свака час. Слушај се, јас што ќе ти кажам една работа. За пар недели прогнозирам дека во Скопје ќе има нови автобуси на ЈСП. Владата ќе ги купи, премиерот и Орце ќе ги промовираат, народ ќе се весели, ќе нема касне, ќе нема мрзнење на станици и све ќе биде супер. Ама не, повторно ќе има теорија на заговор. Зошто баш сега дојдоа нови автобуси? Зошто баш сега? Зошто баш сега, а не пред неколку месеци, например? Затоа што до сега ги швајсуваат заради тоа. Дечко, многу си негативен, како те трпат по дома? Фала, многу пријатно. Ајде, фала многу и на тебе.
Ајде да почнуваме со пресот, ве молам, затоа што ќе ни падне блендата. Ќе појда бленда, ајде. Ајде. Ајде, здраво. Денеска јас и мојот колега министер бевме во посета на неколку училишта. Бевме, ги видовме нашите најмили, каснавме ужинка и си отидовме. Тоа е тоа. Дали министер ќе научивте некоја песничка? О, па како не? Јас ако сакате можам и да ви кажам. Може, може. Ајде, да, брзај прваче, кој школскиот двор те чека учителка со мајчински збор. Букви, скази, песнички на секој нов час, таа ќе ти кажува со милостив глас. Леле, колку убаво. убаво, Министерке, да. вие сте спремна за стручки вечери на Тачно, поезијата. тачно. Министре, ќе кажете ли вие нешто? Тендаруар газетар. Со до тјуфлес Ама не љешчив. така, не така, колега, како на албански. Па јас како ќе ве разберам? Јас не можам ништо да ве разберам. Чекајте, министерке, зашто сте вие така изфрустрирана? Па гледате дека вашиот колега научил и македонски, а знае да зборува и албански. Зашто вие Чекајте. не сте се труделе да научите Ау. албански како вашиот колега што научил македонски? Па не ви е срам да ме нарекувате дека сум фрустрирана? Па мајка можам да ви бидам, бе. Мајка можам да ви бидам. Не ли е срамота тоа? Мене А плюс така и ми личи. министерка сум. Не Така знам. му личело. Море со букурија курзем рохеш. Па, Колега, не ви е непријатно да употребувате органи пред ваква суптилна и нежна дама? тебе колешке, јас само на албански сакав да ти кажам колку си убава кога се љутиш, ме разбираш? Тоа сакав да ти кажам. Убава сум само кога се љутам или и така сум убава? Стално си убава, министерке. Вас ништо не ве прашам. Добре. Значи, стално, жими мајка, стално сте убава колешка. Па шо ме така? Не ви правам проблем, зборете си албански, се за соживот и за мир. Ке ме однесете сега на еден чај? Одиме колешке, одиме само чај. Може и О, шампит. министер, и на шампита да го носиш, многу Ајде. сакам шампита. Ајде, да го носиш, да го носиш, Ќе го да. носам, еј. Да. Колега, да ти носам ја тебе на боза. Овие двајца Со си се џимот. бендиса, е. Многу добро, овај, да. Деновиве Македонија ја тресе ИПАРТ. Да не должам многу, директорот беше фатен како прима подкуп од бедни 400 евра за да додели средства на фирма која не ги исполнувала условите од ИПАРТ. СДСМ предупредува дека е можно да се загрозени 128 милиона евра од ИПАРТ програмата, кои можеби земјоделците нема да ги добијат. Тука со нас се неколку земјоделци, Страшо, како ти се чини работава? Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Значи, јас сум воодушевен што директорот на ПРТ програмата беше... ИПАРТ, не е ПРТ, ИПАРТ. Добра, ПРТ, тука нека не е проблем тоа. Види, ја не сум академик, јас сум селанец, земјоделец. Значи, уште еднаш ќе повторам, јас сум воодушевен што директорот беше фатен со само 400 евра во рака мито, а му нуделе 50.000 евра. Што тоа значи? Вака сега логички си размислувам. Тоа значи дека нашиот министер Панчо го следел, го прател, го наблюдувал, го фатил, го уапсил и ај у притвор се. Тачно. Тоа значи дека нашата држава станува правна држава и да живее ПРТ програмата. Не е ПРТ, ИПАРТ. Господје, Добре. вашето име? Јана се викам јас. Јана, што мислите за случајов? И јас исто како Страшо сум воодушевена од тоа што се сече криминалот во корен, а европејците знаат да го видат тоа. Овие од СДСМ зборат утинели ќе ни бидат укинати сите средства, ќе ни ги стопираат и тие 128 милиона евра, ама јас не верувам у тоа. И јас сметам дека од овие главештините од Брисел викаат алал да име Сигурно. на овие од Македонија, Сигурно. значи знаат како да се справат со криминалот, знаат да уапсат апаши и друго ќе им ги дадеме парите. Ако треба, уште толку пари ќе им дадеме, ути Македонија е правна држава. Браво, Јанчо. Не ли сум прав? Права си. Дечко, ти си млад земјоделец, дали те потишти случајов со ИПАРТ? Шо има да ме потишти? Што ќе се потиштуе? Криминалецот е фатен. Точно. Европа виде дека си има работа со сериозна полиција, влада и премиер. Јас сум потиштен од комшикава Јана, Од кој? Од мене си потиштен? од тебе. Зашто си потиштен од мене? Зашто не си ја васпитала керка ти како што треба, за тоа сум Јас потиштен. не сум. Да, идевме со керка ти Лара месец дена и завчера ми раскинува зашто сум смрдел на прас. Ба се. А вчера се фаќа со братучет ми Кико. По не- Од кол на кол.
Така вика Шо татко ми. викаш? Кој бе од кол на кол? Јано, На кој бе така викаш Јано, ке од кол Јано. на кол? Види го бе, Значи, Јано, Мишо. не се лути сега. Каква Шо? мајка, таква керка. Каква мајка? А жена ти бе, пола село го пројде бе. Како не ти е срам Добро, така бе? добро. Жена ми го помена пола село, ама ти го помена цело село и на крај отиде и узлокуќани и таму да поминуваш. Јамо, каква што, мајка, леле? каква керка, од кол Како на ми не кол. ми е срам бе, какви Што за колови бе, клучина? какви Уапсениот директор и ИПАРТ програмата не се проблем. Проблем се Јана и ќерка ѝ. Другарче, ова што ќе ти го раскажам е краток документарен филм за нашиот народ. Работен наслов "Не видов ајро од очите, од веѓите ќе видам". И сега имаш сцена 1. Сидам ја по Партизанска и пред мене една стара господја над 80 години, влечка една голема торба била на пазар пазарела и ме застанува ми вика: "Синко, абе да спомнете у тоа емисијата името да ни го вратат." И викам: "Мајче бе, нема тебе кој да ти помогне со овие тешки торби од пазар да ти ги однесе до дома?" "Нема," вика, "децата и внуците потидаа сите у странство." И земав и помогнав и ги однесов и викам: "Мајче, прво да си ги вратиш ти децата и внуците, а зимето после лесно правиме." Сцена број 2. Сидам на кај дома и еден господин брцка у контейнер, собира некои остатоци и ги става у корпата, у точакот. И ме гледа и вика: "Абе, што не ги критикуете тоа комуњарите у тоа емисијата?" И сега го гледам, што да му кажам? "Абе, господине, по мртов германец не се пука." Ме погледна така, мислев дека ќе ме плюкне. Брца у контейнери и бистри политика. Ај си викам, си терам ја по својот пат, он нек си тера своја работа. Сцена 3. Пред некој ден, еден наш сограѓанин го гледам на некој од нашиве телевизии и вика: "Леле, колку убаво го изчистил Орце Скопје, на шампон мириса." Е сега не кажа каков е шампонот, дал Брезов или некој друг. И така го гледам и си викам: како некој добро му го пере мозокот на овој наш народ, бе. И тоа, а идам да уклучам сега бойлер, утре е недела, треба да се бањам. Ајде, чао, другарче. На почеток малку ќе ви прочепкаме во биографијата. Каде сте родени? Кумановка сум јас. Во Крушопек, Скопје. Крушопек. Тука близко сме комши. Па роден сум во село Опила, а моите младешки години се од Пробиштип. Како стигнавте од Пробиштип во Скопје? Па дојдов на студии на економски факултет. Уште за време на студиите ме побара од една институција, се вработи веднаш, 1.1.75 година. Од каде сте? Од Скопје. Родени во Скопје. Да. Каде? Каде сум родена? Во болница или дома? Во болница. 51-ва. Кај сум родена, од Кичевска. Кое село? Манастир Доленци, испод манастирот едно село. И како дојдовте во Скопје? Е, па ме донеле родителите од 5 години тука, не донеле. Имам уште браќа. Скопје кисела вода. Кај живеете сега? Сега живеам во Ѓорче Петров. Како иде стар скопјанец? Па да. Татко ми е, значи пред 100 години, 105 години дојден во Скопје. Каде сте родени? Во Кратовско село, Како се вика? Планин, Луково. Да. Убаво ли е Луково? Па јас мала сум била кога ме донеле. Сигурно ми било убаво тогаш. А мала ве донеле во Скопје? Не, во Светениковско село. Во Горобинци се вика селото. Значи од Луково сте отишле во Горобинци. Да, од планина отишле во поле. После јас се омажив. Каде се омаживте? Па во Кратово. Момчето од Кратово и после дојдовме тука во Скопје. Значи Луково, Горобинци, Кратово, па Скопје. И како дојдовте во Скопје, по која линија? Па мажот ми тука се вработи и така. Во самопослуга беше шеф. Славија? У Славија работевме, да, 20. Јас бев продавачка и така. И си купивте стан во меѓувреме? Стан, и купив 3 стана. 3 стана купивте? Да, бе. Работевме. Домакини луѓе. Домакини, како? Ја, Србија. Каде точно? Село Стопања, општина Трстеник.
кај Врнешка бања. И како стигнавте до Скопје? Тука живе. Така. Од татко ми. Вие сте роден во работа. Србија Да, и во тој Србија. доаѓа со работа овде. Така, да, така. И вие тука сте си цело време. Цело време. Пензионер сум сега. Честитки. Од кога пензионер? Па 2 години више. Како е во пензија? Многу убаво. Супер. Гледам дека ви прија, насмеан сте, задоволен. Тачно, така е. Не ви е досадно? Не. Иначе, цела Македонија ми го слави роден денот. 1 јануари, Не, 2 август. не, Цела Македонија ви го слави. Ајде 8 септември. не. Ајде сега. Ден на ВМРО. 23 октомври. Ден на ВМРО. Честитки, браво, браво, леле. Па Мицковски сега кој ќе го слушне Муаметов, па ќе биде прегорца вас, преубаво. Слушај, 2 години така идам на бања у Бугарија. Значи, бас се трефнува 23 и обавезно у хотелската соба, шампањ, нешто така, благичко, едно друго. Викам, свака им час. А тоа ве частат За роден денот. Значи, гледа, таму му излаган на тоа, на рецепција и тие у соба, ти доставуваат шампањско, не знам што, дрдрдр. и вие од тогаш секоја година на 23 таму. Не, Чи има гратис шампањ? не. Таман завршивме со првава тема, кога во пресрет ни дојде една вистинска лејди. Бела, убава, дотерана, ама лута. Не престана да лае. Очигледно мрази камери. Што би се рекло, нервозна е малава. Дали е нервозен нашиот народ? Многу. Луѓето се обично нервозни и во сообраќај, и во продавница се нервозни. Ви се случило во продавница да присуствувате на кавга помеѓу? Како не секој ден, секој ден. Си му го фатил редот, не ја оставај корпата доле. Нервозен, многу нервозен. Не бираат ни начини, ни средства, ни ништо. Чуден е, чуден народ. Дали забележувате дека и во продавница луѓето се нервозни? Како не? Може и тепачки има некогаш. За жал, едно мое пријателче кое работи во маркет беше жртва на таква нервоза. Пред касата се разџавкале двајца муштери, па почнале: јас сум наред, не, јас сум наред, не, јас сум наред. Следувале мајки шајки и замислете, се степале. Во тепачката мафтале кај ќе стигнат, па го потурнале моето пријателче, а тој кутриот паднал на подот и скршил рака. Го однеле во болница, ама таму нестручно му ја загипсирале, па по 2 дена одново го кршеле. Пријателчето сега си седи дома и боледува, а ајваните и понатаму си пазарат во истиот маркет. Следува тема здравје. Ве мачи нешто во животот? Многу работи. Например? Коски болат. Ме мачи здравјето. Што се проблемите? Откажува. Напунив 80 години и само си викам се, што е следно? Те нозете, коленате, не знам, главате, срцете, се откажува. Ништо не ме мачи. Со доктор имаме работа, тоа работа. Шетање. А на доктор бевте? Доктор бевме. Што ве мачи? По шекерот. Шекер бакач. Колку ви? По 10, 12, 13 се легува. Некогаш паѓа и по 8, ама ретко. Нозе болат, глава боли. Од промаја нешто ве фатило промаја? Не, оти не се движиме. Повеќе дома во зграда живеам, нема лифт. И тоа качување симнување и... На кој спрст? На 4. Мислев некоја болест дали имате, не знам, притисок, не, нема. Значи здрав како дрен. Да не ме урочиш. Ве мачи нешто? Не мачи, пријател, што не ме поздрави. Да го видиме пријателот што не го поздрави. Ете го. Да констатираме. Пола сме здрави, пола во болка. Просекот сарма. Во оваа наша сарма анкета, последната тема ќе биде посветена на вештачката интелигенција и роботите. Ај. Не ми се допаѓа тоа. Би си купиле еден робот? Па би се купила, ама треба пари. Добре, еве да речеме имате пари, купувате робот. И што ќе правите со робот? Па ќе играме. Што ќе правиш? Оро? Оро. Дали би си земале една роботка по дома? Не. Нема потреба. Ма таа прави муавет. Не. Не нервира. Не. Што ќе кажеш, ќе ти одговори. Нема потреба. Не, а? Нема потреба. Најдобро е со жив контакт. Замислете вие да си имате еден таков робот и си го крстите, на пример, крсте.
Крсте, како ќе биде денеска времето? Крсте ви каже, денеска времето ќе биде топло. Абе, ова, добро. Напред иде човештвото, сигурно. Па не мора Крсте го крстите, крстете го Зоки. Не сакам да луѓето да бидат, да кажем, заменети со роботи. Ете, тоа наједноставно. Мислам затоа што секој си има некое место во светот. Дали би си купиле еден робот и би си го ставиле во дневна па си правите муавет со него? Нема шанса тоа да ти кажам право. Значи вие не сте за роботи. Па ја не сум за робот, кога си имам баба до мене, деца, внуци, што ќе ми е робот мене? Не ми треба. Ќе видиме, зависи цената која ќе биде. Пример, еве, може да се најде робот и за 500 евра, вашите деца ви носат робот за подарок. И сега Па сега ќе го прифатам, зашто да не? може да си правите муавет со него, да го прашате било што. Па ќе го прифатам, зашто да не, кога цел свет веќе оди на тоа. Како ќе го викате? Сега не сум размислувала. Како би го крстили? Роби, имам внук Роберт, овој Роби. Што ќе ви фали да си имате една роботка дома. Ви изнервираш жената, не правите муавет со незе, си правите муавет со роботката. Роботката нека се вика, да речеме, Перса. Не, ја сакам перса. Не ја сакам перса. Жената си ја сака. Фала Богу. Па, народе, сакале не сакале, вештачката интелигенција си доаѓа и таа ќе предизвика револуција како што на времето тоа го стори индустриската револуција. Ќе биде весело среде ова наше планетарно средсело, ама ние немаме гајле. Нас сите револуции не имаат промашено, па најверојатно така ќе биде и со оваа. Фала ви на муабетите и довидување. Извини една минутка, само нешто да ти кажам. Со девојка ми викендов бевме во Охрид. Едно ноќевање. Да, едно ноќевање. Јас се спакував во едно малечко ранче, а она дојде со куфер. Огромен куфер во кој имаше 300 комбинации. Комбинација за во соба, комбинација за надвор од соба, комбинација за преку ден, комбинација за навечер. Комбинација ако затопли, комбинација ако залади. Плюс, за не дај Боже, имаше пегла за коса, пегла за алишта и фен. А јас, единствената комбинација што ја имав беше таа на мене. А во ранчето имав, за не дај Боже, еден пар гаки и уште еден пар гаки, за тоа не дај Боже, ако не дај Боже се случи 2 пати. Ај, друг пат ќе правиме муавет. На 21 ноември го славиме споменот за светиот Архангел Михаил и останатите небесни и безтелесни сили. Од длабока древност, Божите ангели биле празнувани од луѓето, но тоа празнување често се претворало во обожување на ангелите, па некои во нив гледале богови, а други ги сметале за создатели на сиот видлив свет. Според христијанското учење, има 9 ангелски чинови. Серафими, херувими, престоли, господства, сили, власти, начала, архангели и ангели. Војвода на целата ангелска војска е архистратигот Михаил. Кога сатаната, тоест Луцифер, отпаднал од Бога и со себе повлекол во пропаст еден дел од ангелите, тогаш Михаил станал и возвикнал пред неотпаднатите ангели. Да внимаваме, да застанеме добро, да стоиме со страв. Во тој миг, сите небесни војски на верните Божји ангели громко запеале: Свет, свет, свет е Господ Саваот, да се исполнат небото и земјата со славата Твоја. Ангелите се создадени од Бога, обдарени се со сила, ум, волја и се далеку посовршени од човекот. Меѓу нив владее едномислие, еднодушност, љубов и потполна послушност на пониските чинови кон повисоките и на сите заедно кон светата Божја волја. Инаку самото име ангел значи вестител, служител, а во тоа се состои и мисијата на безтелесните сили. Имено ангелите го објавиле Христовото воскресение. Постојано им помагале и ги крепеле апостолите, светителите, мачениците,
Да не заборавиме, ангели се јавили на Пресветата Богородица и рекол дека ќе роди Син Божи и така натаму и така натаму. Секој народ и секој христијанин си имаат свој ангел пазител. Треба да знаеме дека што и да правиме, јавно или тајно, го правиме во присуство на својот ангел чувар, нашиот застапник пред Создателот на сите и на се. За многу години. Кристијан Стојанов боледува од церебрална парализа со епилептични напади. Потребно е да собереме 36.000 евра за оперативен зафат во Турција. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143-472 за корисниците на А1 и 143-155 за предплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Не можеш да бидеш стар и мудар ако никогаш не си бил луд и млад. Пријатно. Пријатно.